Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Македонија го чествува основоположникот на Охридската книжевна школа, Свети Климент Охридски. По неговите учења, всушност и ние понатака продолжуваме. Важен е за кирилицата, за православието. Политичко-државниот врв со пораки за заедништво. Западен Балкан е стратешки важен за НАТО, вели заменик генералната секретарка Шекеринска. Очекува Македонија и Бугарија да ги искористат сите механизми за деблокада на евроинтеграциите. Големата лекција од нашиот регион е дека кога ги оставаш отворени политичките прашања, тие никогаш не стануваат полесни. Буџетската расправа и анкетната комисија за Кочани утре пред пратениците. Неизвестно е дали ќе има кворум. Тоа ќе биде една лоша порака за родителите и за воопшто вкупно за јавноста. Судската администрација најавува штрајк. Бараат повисоки додатоци на плата и нов кадар. Утре да се скоординираме со нашите членови во синдикатот дали прекид на работа, значи штрајк. Една недела од воведувањето на системот Безбеден град, МВР забележува намалување на сообраќајните прекршоци. Прелиминарните согледувања упатуваат дека сообраќајот постепено се смирува. Македонија го чествува празникот Свети Климент Охридски. По овој повод се одржаа свечености во повеќе градови низ земјава, а државно-политичкиот врв упати честитки и пораки за заедништво. Во присуство на голем број верници се одржа и литургија во соборниот храм во Скопје. Таму беше Здравко Димитров. Со низа настани во Македонија денеска се одбележува и слави споменот на Свети Климент Охридски, просветител и ученик на светите браќа Кирил и Методи. Како дел од основоположниците на словенската писменост и литература, Климент Охридски има огромен придонес кон светската наука и култура. Празникот традиционално и годинава собра голем број на верници кои во соборниот храм во Скопје дојдоа на литургија за да го одбележат денот на својот патрон. Здравието, среќата и берикетот се најгласни во молитвите, но се повеќе се слушаат и оние за мирот. Верниците со длабок наклон се прекрстија, барајќи од светецот и Бога благосостојба во животот. Дел од граѓаните велат важноста на Свети Климент е голема, бидејќи се продолжува неговото учење. По неговите учења, всушност и ние понатака продолжуваме да се просветлуваме. За православиево све најдобро. Што можел да направи, тоа он го направил. Важен е за кирилицата, за православието. Светец и просветител, профмакедонски архиепископ и творец на Охридската школа, Свети Климент Охридски, има посебно место во срцата на верниците од земјава. Велат овој празник е свет за сиот македонски и православен народ, го одбележуваат со децении, а неговото негување не смее да застане. Граѓаните сепак со поделени мислења за тоа дали доволно го почитуваме она што тој го оставил. Па да, го почитуваме. Мислам дека не го почитуваме доволно. Кој почитува, кој не почитува? Еве, ја го почитувам, дојдов тука за се поклонам пред храмот. Кој сака, ќе го чувствува, кој не сака, него проблем е тоа. Празникот го одбележа и државниот врв во Универзитетската библиотека, која го носи името на светецот, а на неговиот споменик пред објектот беше положено и свежо цвеќе. Преку социјалните мрежи, председателката Гордана Силјановска-Давкова упати честитка до сите верници, додавајќи дека пораката на Свети Климент за милост и знаење треба да биде водич за заедничка инспирација за подобра Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски го честиташе празникот и напиша дека делото на Климент покажува дека преку образованието се зајакнува иднината на народот. Слична честитка упати и председателот на собранието Африм Гаши, кој напиша дека овој ден треба да биде поттик за поголема посветеност кон образованието и меѓусебната почит. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак во честитката меѓу другото истакна дека влогот на Климент да ја шири писменоста во време на прогонства е потсетник дека силата на народот лежи во неговата писменост и образование. Продолжуваме со политика. Во Законодавниот дом утре треба да се одржи седмицата на анкетната комисија за Кочанската трагедија, но останува неизвестно дали ќе има кворум. Пратениците од владеачкото мнозинство побара одложување, бидејќи таа се совпаѓа со буџетската расправа. Додека дел од аналитичарите предупредуваат на тоа
Каква порака ќе се испрати кон семејствата на загинатите? Ивана Стојановска. За утре во собранието е закажана постојаната анкетна комисија за слободите и правата на граѓанинот, која треба да расправа за прекршувањето на правото на живот по поднесената иницијатива од родителите на жртвите во Кочанската трагедија, а на која треба да се обратат и самите тие. Сепак незиното одржување е неизвестно доколку власта не го обезбеди потребниот кворум. Од ВМРО ДПМН предходно побараа седницата да биде преместена за друг датум заради буџетската расправа, која утре стартува во собранието. Но Апасиев одби со образложение дека датумот бил избран во координација со родителите, како единствен ден кога немало закажано судско рочиште за случајот. Од неговата партија и денеска апелираа до сите пратеници да присуствуваат на седницата. Доколку утрешниот обид за заседавање на анкетната комисија пропадне, според Петар Арсовски, со тоа нема да се испрати добра порака. Тоа ќе биде една лоша порака за родителите и за воопшто вкупно за јавноста, бидејќи ќе покаже една негрижа за трагедијата и емоцијата која тие луѓе чувствуваат. За трагедијата во Кочани треба да се расправа и на анкетна комисија предложена од власта, но во пакет со останатите поголеми трагедии во земјава, Дурмотурс, Беса Транс и модуларната во Тетово, а за која подршка дадоа и од опозицијската СДСМ. Арсовски е настав дека една таква сеопфатна дебата може да се разводни или партиите да ја искористат за политички поени. Вели добро е да се расправа за ваквите несреќи, но не е оптимист дека вистината ќе излезе на виделина. Спојувањето на повеќе случаи во еден и предаторството на политичките елити околу високопрофилен случај како Кочани, кој дава за право да се сомневаме дека се работи сепак за политички маркетинг, одошто за вистинска желба да се дознае вистината, не даваат многу оптимизам дека од оваа анкетна комисија треба нешто специјално да очекуваме. Можно е дебатата да се претвори во пинг-понг политички поени, може да се разводни дебатата бидејќи сите други трагедии се споени во една анкетна комисија и се прашувам зошто токму сега се сетија политичките елити да формираат анкетна комисија за случаи кои се стари повеќе години. Зошто тоа не го направија тогаш? Ваквата анкетна комисија за сите случаи треба доправа да се формира. Мнозинството ќе го има власта, но председателот ќе доаѓа од редовите на опозицијата. Телото треба да работи 45 дена во кои ќе се сослушуваат сведоци, а потоа во рок од 30 дена да изготви извештај со заклучоци, што ќе бидат испратени до владата, но и до јавното обвинителство. Опозицијската СДСМ и денеска со обвинувања за директорот на Созара Томовски, за кого велат дека бил донатор на ВМРО ДПМН. Од владачката партија пак возвратија СДСМ информациите да ги провери со релевантни и стручни лица. Томовски, почитувани, е донатор на ВМРО ДПМН. Еден од оние кои најмногу сакаат да се истакнат со високи суми. Само во 2021 година донирал 8.000 евра на ВМРО ДПМН. Впрочем, таа сума може да се провери токму во овај јавно достапен документ, каде што е наведено како Томовски донира средства, високи суми, на сметката на ВМРО ДПМН. 499.700 денари, 100.000 денари, 70.000 денари, 100.000 денари, редовно Томовски уплаќа на сметката на ВМРО ДПМН. Тимот за одбрана на криминалот на Заев и Филипче, кои го представуваат за антикорупцијски тим, мислат дека сега е открит и Америка. Големото откритие е дека Томовски е донатор на ВМРО ДПМН, како и илјадници други, а податоците се и јавно достапни. Прашањето е, каде е тука криминалот? Јасно е дека нема. Наместо текстовите да им ги пишува Зоран Заев од Дубај, добро е да ги проверат информациите со релевантни и стручни лица. Тие ќе им кажат дека ваквата реторика, освен правење на димна завеса за прикривање на криминалот на Зоран Заев, нема никаква друга релевантност. Менување на заклучоците на Советот на Европската Унија, кој идната недела се очекува повторно да ја повика Македонија да ги спроведе уставните измени, е тешко, но не и невозможно, сметаат дел од познавачите. Претходно барање за нивна промена од партискиот конгрес побара и премиерот Мицкоски, кој додаде дека е подготвен да разговара со Бугарија во Брисел, во присуство на евродипломати. Михајло Видимлиски.
Во пресрет на објавувањето на нацрт заклучоците за Македонија кои треба да бидат усвоени од Европскиот совет идната недела, дел од експертите во земјава велат дека иако е тешко да се преговара нивна промена, сепак тоа не е невозможно. Советот кој треба на 16 декември да ги усвои заклучоците, се очекува повторно да ја повика Македонија да ги спроведе уставните измени за да продолжи со преговарачкиот процес. Менување на заклучоците претходно побара и премиерот Христијан Мицкоски. Марко Трошановски од Институтот за демократија вели дека тоа би било добро да се случи ако според него не значи сигурно решение и трајна гаранција. Како еден дополнителен чекор кон одвојување на процесот на пристапување од билатерални барања за историја и идентитет, било одлично ако заклучоците се променат во таа насока, но повторно ќе велам треба и да размислуваме и работиме како држава во насока на дополнително барање на гаранции, односно во најмала рака да се свртиме кон самите себе и да видиме што ние во рамки на сегашната преговарачка рамка и како се картите распределени можеме да направиме како држава за да спречиме злоупотреба на евентуално на такви идентитетски историски барања во иднина. Но дека официјална Софија ќе прифати промена на заклучоците е нереално да се очекува. Според Трошановски, треба да се расчисти дилемата дали протоколот со кој е опфатена работата на Историската комисија е дел од преговарачката рамка. Е дел од европските функционери, но и самите земји има поделеност и мислам дека тоа е многу важно, например, како дилема да се расчисти за понатаму, бидејќи сериозно ќе влијае на нашата потреба од гаранции, доколку можеме да изискуваме став од комисијата или советот дека протоколот не е со билатералните теми во него не е дел од преговарачката рамка и од преговорите и следствено не може да е критериум за тоа дали ние ќе напредуваме по поглавија и по кластери, тоа би било одлична гаранција за нас, иако јасно да не биде на сите гаранции од апсолутен тип никогаш не можеме да добиеме. Инаку Мицкоски на партискиот конгрес порача дека е спремен да разговара со Бугарија во Брисел во присуство на евродипломатите, но додаде и дека нема да отстапи ниту милиметар од позициите, освен ако има доследна примена на пресудите од Страсбург за македонците во Бугарија и нема повеќе билатерални вета. Западен Балкан е стратешки важен за НАТО, вели заменик генералната секретарка Шекеринска. Очекува Македонија и Бугарија да ги искористат сите механизми за деблокада на евроинтеграциите. Големата лекција од нашиот регион е дека кога ги оставаш отворени политичките прашања, тие никогаш не стануваат полесни. Целото интервју со Шекеринска ќе го емитуваме кон крајот на овие вести. Судската администрација размислува за прекин на работата во одредени судови. Од УПОЗ велат дека револтот кај оваа категорија вработени настанал откако парите од судскиот буџет наместо за додатоци на плати за судската администрација се трошат за тужби поднесени од судии. Дополнително се жалат и на недостиг на кадар. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Судската администрација најавува штрајк поради неисплатени додатоци на плати. Председателот на УПОЗ Трпе Дејановски за Канал 5 вели дека револтот кај работниците е голем поради одлуката на судскиот буџетски совет да не се исплатат додатоци на плата за вработените во судовите. Причината за тоа, како што вели Дејановски, е испразнетиот буџет заради тужбите што ги поднесуваат судиите за регрес за годишен одмор. Сепак, Дејановски не прецизираше кога точно судската администрација ќе прекине со работа. Најавениот прекин може да се одржи утре или наредните денови, се зависи од какви ќе бидат барањата на вработените. Во петокот имавме такви барања во неколку судови, бидејќи револтот на вработените е доста голем, поготово поради последната одлуката на судскиот буџетски совет да не се исплатат додатоци на плата за вработените во судовите, од причина што веќе нема пари во судскиот буџет, бидејќи се исплатија
се исплатија средства по тужбите што ги поднесуваа судиите за регрес за годишно. Мора утре да се скоординираме со нашите членови во синдикатот да видиме како ќе се одвија понатаму работата и каква организација ќе се направи, дали прекидна работа, дали штрајк. Дејановски вели и дека не е оптимист дека ќе се изнајде решение за проблемот со оглед на тоа што веќе подолго време вработените во судската администрација се жалат и на немање доволно кадар. Судскиот буџет од нашите информации што ги добивме во петокот е дека веќе нема средства. Вработените очекуваат додатоци на плата да добијат за барем за овој крај месец во годината, бидејќи секој вработен во судовите работи извршува работни задачи за тројца или четворица, бидејќи има огромен недостаток на кадар. Тоа се изразува и во кај стручните соработници, и кај дактилографите, и кај референтите. Состојбата е стварно загрижувачка во судовите, нема вработување веќе 3 години наназад и наместо да судскиот буџет да биде за сите во судовите, судиите кои се членови на судскиот буџет се носат одлуки само за нив, парите од судскиот буџет ги делат само за нив. Доколку се случи, најавениот штрајк ќе значи одложување на судските процеси. Ова не е прв пат да има прекини на работата во судовите. Во минатото во неколку наврати се случуваше судската администрација да не работи. Во 2016 година штрајковите траеа околу 3 месеци и исто толку во 2023 година. Една недела од стартот на системот Безбеден град, од МВР за Канал 5 велат дека се уште нема конкретна статистика за направените прекршоци. Оттаму додаваат дека причината за тоа е бидејќи периодот од стартот на системот е релативно краток. Сепак според нив се забележува опаѓање на направените сообраќајни прекршоци. Инаку тест периодот на системот Безбеден град се уште трае. За сега се испраќаат само опомени до несовесните возачи, а со казни ќе се стартува од идната година. Со статистичките показатели не може веднаш да се калкулира, имајќи предвид дека периодот од стартот на системот е релативно краток. Сепак, она што е важно да се напомене и што е доста значено е дека прелиминарните согледувања упатуваат дека сообраќајот постепено се смирува и дека бројот на забележани прекршоци е во опаѓање. Системот Безбеден град веќе покажува континуирана тенденција на намалување на регистрираните прекршувања. Сообраќајот на граничниот премин Богородица од 17 часот е повторно во прекин, соопшти попладнево Автомотосојузот на Македонија. Поради штрајк на грчките земјоделци, овој граничен премин неколку дена во различни периоди од денот е блокиран за сообраќај. Како што претходно информира од Автомотосојузот на Македонија, сообраќајот на граничниот премин денеска беше блокиран во 11 часот, нормализиран во 15 часот, а од 17 часот е повторно во прекин. НАТО го смета Западниот Балкан за регион од стратешко значење, вели во ексклузивно интервју за Канал 5 заменик генералната секретарка на Алијансата Радмила Шекеринска. Од седиштето на НАТО и на маргините на министерскиот состанок минатата недела, Шекеринска со порака дека Сојузот е политичко воена алијанса, а Македонија и Бугарија можат да ги искористат сите начини за изнаоѓање решение за деблокада на македонските евроинтеграции. Во продолжение целото интервју на Јован Ѓорговски, кој во Брисел со Шекеринска разговараше за состојбите на Балканот и обидите да се постигне мир во Украина. Господи Шекеринска, најпрво ви благодарам за овој интервју во седиштето на НАТО тука во Брисел. Откако ја презедовте функцијата заменик генерален секретар на Алијансата, доаѓајќи од мала и релативно нова земја членка на НАТО, како бевте примена и какво е воопшто вашето искуство со оваа функција? Па најпрво ви благодарам на вас за можноста прв пат во ова студио на македонски да правам интервју. Ако ја анализирам минатите 12 месеци, бидејќи веќе година дена сум на оваа позиција, знаете како, од една страна сите знаеме дека доаѓаме од еден од најмалите сојузници во Алијансата. Меѓутоа, фактот дека како држава успеавме да имаме вака висока позиција мислам дека
директен одговор или директна потврда дека трудот се исплати, дека интегритетот може да ви се врати со добро и дека и држава како и нашата може да има многу поголемо влијание од она што големината го дава. На оваа позиција на одреден број наседници на Северноатлантскиот совет јас треба да го водам состанокот. И сте присутни на маса на најмоćната воено-политичка алијанса на која што седат представници од сите сојузници, од најголемиот Соединетите Американски држави преку сите европски сојузници и Канада, и тоа е огромна шанса за држава како нашата и огромна сатисфакција. Така што има уште такви моменти кога и јас вака гледам отстрана и велам можел. И сакам тоа да биде некако порака за сите нас, дека не треба да се откажуваме, дека не треба да се чувствуваме секој пат хендикепирани за тоа што си помал. Туку треба да го цениме она што е добро во нас, она што знаеме да го направиме и да го градиме својот професионализам, својата сила и својот карактер. Изминатиот период актуелен е мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп и на самитот тука во НАТО. Тоа е меѓу главните теми во фокусот на самитот. Која е вашата проценка? Дали сме поблиску до договор за мир или ризикот од проширување на војната е поголем? Целосна поддршка од страна на сите сојузници денеска доби американската администрација да продолжи со градење на услови за мир. И тоа, знаете, пред се и над се поради големата потреба на Украина да сврти нова страница. Да обезбеди мир, да обезбеди сигурност на своите граѓани. Бев во Киев минатата недела, бевме присутни таму 2 дена и една многу тешка ноќ. Кога сме на страна, не можеме дури ни да разбереме колку е тежок животот. Од една страна нормалност, значи мора да се продолжи на работа, мора економијата да функционира, а од друга страна сите живеат во ненормални околности. Цената која што ја плаќаат не само воените сили на Украина, туку пред се граѓаните, цивилите. Цената која плаќа нивната инфраструктура, особено енергетската инфраструктура, е голема. И затоа клучни се овие напори да се стигне до мир. Она што е јасно е дека Украина е заинтересирана за мир и подготвена да преговара. Да преговара за решение кое што ќе биде праведно и кое што ќе биде на долг рок одржливо. Тоа се принципите кои што ги декларираше и американската администрација. Да се најде решение кое ќе го запре крвопролевањето, но ќе го заштити суверенитетот на Украина, а од друга страна ќе биде прифатливо за двете страни и ќе обезбеди услови за траен мир. Она што мора да се обезбеди во овие преговори е да не биде ова само една пауза. Туку навистина тоа што ќе биде договорено да значи одржлив мир на долг рок. На таков начин тоа ќе биде поддршка и за европската стабилност. Меѓутоа, се уште е прерано да се прогнозира. Изјавите кои што ги слушавме од Москва, однесувањето на Москва, не покажува голем апетит за мир. Кога ќе сте во Киев и кога ќе ги чуете секоја вечер воздушните узбуни, кога ќе видите како и денот и ноќта се полни со константни напади врз Украина, прашањето е колку Русија е подготвена за мир. Меѓутоа, важно е дека процесот постои и сите денеска изразија и голема поддршка, меѓутоа и решеност да продолжат да ја поддржуваат Украина. Ве прашав, бидејќи Германија и одредени сојузници на европскиот континент значително ги зголемија своите трошоци за одбраната и го забрзуваат вооружувањето. Како гледате на овој тренд и на безбедноста на Европа? Не е воопшто прашање дали е позитивен трендот. Дефинитивно не само што е позитивен, туку е неопходен. Бидејќи она што станува јасно кога ќе ги анализирате документите, извештаите, и дека дури и кога ќе заврши војната во Украина, Русија се уште ќе продолжи да биде сериозна закана по мирот и стабилноста во евроатланскиот регион. И за жал тоа агресивно однесување на Русија
генерално кон сите соседи, изјавите кои што најавуваат продолжување на големите инвестиции нивни во воената индустрија, сите тие се загрижувачки и мислам дека на оваа опасност треба да се гледа со безнаивност, со отворени очи. Одлуката на последниот НАТО самит во Хаг е резултат на таквите анализи. Дека дури по крајот на војната во Украина, Русија ќе продолжи да биде закана и дефинитивно таа закана не смееме да ја подцениме. Затоа одлуката за вложување на 5% од бруто домашниот производ не е луксус. Таа е потреба за да го одржиме мирот и за да не дозволиме војна на нашиот континент. Како оценувате безбедносната состојба еве во регионот на Западен Балкан, Босна и Херцеговина, Косово, но и Македонија кои се блокирани евроинтеграции од Бугарија е во опасност од такви странски влијанија? Западниот Балкан и покрај тоа што голем дел од влијанието од вниманието е насочено кон Украина, продолжуваме овде во НАТО да го сметаме за регион од стратешко значење за алијансата. И за мене беше многу важно денеска дека навистина еден голем број на министри во своите излагања ги повторија овие зборови, дека не смее да се занемари. Особено заради тоа што гледаме многу непријателски странски влијанија кои што се обидуваат да ги искористат политичките проблеми, отворените прашања во своја полза. И понатаму најголемата НАТО мисија во светот е таа на Косово. Со таа мисија НАТО го поддржува политичкиот диалог помеѓу Белград и Приштина. Заради тоа што кога ќе ги тргнете кога ќе ги земете и ќе ги анализирате сите предизвици во нашиот регион, ќе видите дека сите тие имаат некоја безбедносна нишка, меѓутоа во суштина мора да се решаваат низ политички процес. Присуството на НАТО во КЕЙФОР, преку КЕЙФОР, е само еден начин да се поддржи политичкиот процес, кој што ќе биде вистинско можно решение. Во Босна и Херцеговина продолжуваме да ги поддржуваме ЕУ мисијата и ЕУ напорите и тука видовме и некои подобрувања на состојбата. Например, после еден период на одлагање на одлуките кои што се однесуваат на нашата меѓусебна соработка, најпосле договорот кој што го имаме со Босна и Херцеговина помина низ нивните институции и тоа е позитивен знак. Што се однесува до нас и односите помеѓу Северна Македонија и Бугарија, двете земји сме сојузници во оваа зграда и во НАТО. И НАТО, иако е често пати гледана како воена алијанса, таа е политичко воена алијанса. И навистина ова е местото каде што сојузниците, дури и кога имаат разлики, се трудат тие разлики да ги решаваат низ политички диалог. Така што јас се надевам дека и ние и колегите од Бугарија може да ги искористат и овие начини да се дојде до решение. Оти големата лекција од нашиот регион е дека кога ги оставаш отворени политичките прашања, тие никогаш не стануваат полесни. Тие стануваат потешки. Сосема за крај и кратко, Македонија веќе се обврза дека ќе одвојува 5% од бруто домашниот производ за одбраната. Колку тоа се вреднува тука во алијансата и какво влијание може да има тоа за Македонија во НАТО? Дефинитивно одлуката која што ја поддржаа сите сојузници беше многу важна. Од тие 5%, 3,5% ќе одат код традиционалните воени капацитети. Оние 1,5% можеме да ги трошиме на области кои што се многу важни. Воена мобилност, отпорност внатрешна во општеството, но исто така поддршка на наша воена индустрија. Европа го зголемува трошењето во одбраната, тоа е, се разбира, и инвестиција, но од друга страна тоа е шанса за индустријата која што ја обезбедува оваа опрема. Се оно што можеме да го направиме во поддршка на домашната индустрија, исто така влегува во овие 1,5%. Сметам дека сигурноста и мирот немаат цена. Инвестицијата во наша сигурност е најдобрата гаранција. Како паметно ќе ги влечеме потезите, толку подобро ќе биде за нас. Но мислам дека создадовме веќе имидж на сојузник кој што го почитува договореното и кој што кога ќе се обврзе за нешто,
тоа понатаму го реализира. Секој нареден самит ќе биде посветен на оваа тема. Каде сме со инвестициите кои што ги превземавме како обврска. Шеќеринска, ви благодарам за овој интервју, особено задоволство ми представува што токму во оваа зграда во НАТО, во оваа студија го водевме интервјуто на македонски јазик. Добре дојдовте. Ви благодарим и вам, почитувани, за вниманието. Тука е крајот на вестите. Пријатно.